Вториот предмет на кој што присуствувавме е предметот Монструм. Како што кажав и внатре, овој предмет СЈО го презема во оној момент кога од страна на Врховниот суд беа укинати одлуките на првостепениот и на второстепениот суд и постапката е всушност вратена од почеток, освен се разбира за еден обвинет, обвинетиот лицето Саиди Рами, кој што со правосилна пресуда е ослободен од обвинение. Имајќи предвид дека оваа постапка се води според Законот за кривичната постапка од 1997 година, се разбира со измени и дополнувања, согласно член 406 од Законот за кривичната постапка, како основа, или во оваа постапка мора да се земе поранешниот обвинителен акт. Од таа причина, од наша страна беа прочитани двата обвинителни акти на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Како што и претходно наведов, значи ќе бидат изведувани докази кои што веќе еднаш биле изведени во текот на постапката, а се разбира и нови докази кои што би биле предложени од страна на специјалното јавно обвинителство и евентуално од страна на одбраната. Во зависност од она што ќе произлезе од тие нови докази, ќе има и соодветни измени од фактичка природа, а евентуално и од персонална, се со цел да биде задоволена правдата за сите кои што се засегнати во и од овој кривично правен предмет.